Почитувани слушатели на Македонската радио програма, еве ќе имаме едно музичко шоу од Република Македонија со македонските фолк естрадни уметници Спасен Силјановски и Дарко Стојановски, или ние нагалено како што се ги викаме Паце и Дарче. Добар ден и добре дојдовте на Македонската радио програма. Добар ден, еве поздрав до вас, кои се тука во студиото, и поздрав до сите слушатели и гледачи кои не следат на Facebook. Добар ден и од мене, господине Ицо. Задоволство ми е што сум дел од вашата програма. Се надевам дека имаме многу теми да си поразговараме. Секако ќе поразговараме, ама јас сакам да те замолам малцето сонцето да го гледаме повеќе. Да видиме каква мајица носиш. Да, мајицата, ете, Знае. мајицата, малку камерата ќе ја спуштиш подолу, и па сонцето ќе го гледаме повеќе, ќе не грее. Затоа што ете така, да. Затоа што сите се обидуваат да ни го земат сонцето од кутлеш, а ние го имаме овековечено тоа и со песни, и со историја и така натаму. Најнапред, јас би сакал, и вие како музичари, да му оддадеме почит на хармоникашот Завков, кој почина пред еден ден, така не? Пред еден ден почина. Да. Денот е погребот. Да. Нека му е лесна земјата и нека му е вечна славата. Не изненади неговата ненадејна смрт. Не знам како, дали имате некои информации, мислам заслужува сепак да го спомниме во нашето интервју. Дефинитивно, Милан Завков беше еден од оние ретки музичари кои што се голема величина, кои што се големи не само по неговото свирење, туку и по неговиот карактер и по неговата несебичност. Мислам дека има заслужено место дефинитивно како еден доаен, како една музичка големина, да биде запаметен во музичката култура и во историјата на Македонија. Така, Дарче, кој впечатоци тебе ти има оставено, Милан? Искрено и многу голема загуба за сите, за нас тука, и како ние, да речеме, што сме во оваа работа, да речеме, многу ќе ни недостасува, и општо како човек на сите, вистина ќе останат неговите дела, ќе ги негуваме и ќе секако дека тој ќе живее со неговите дела тука, но преголема загуба, прерано е, многу млад, и искрено немам некои зборови како да кажам, голема загуба за сите. Спасен, ти си во Скопје. Се уште ние немаме информации од што почина така, зошто така наеднаш, ненадејно, не изненади сите? Јас неофицијално, колку што имам информации, Милан немал никакви проблеми здравствени. Едноставно почнале да го стегаат градите и починал од ненадеен срцев удар. А пред тоа воопшто немал никакви здравствени проблеми. Не само што немал дента со пријател на мој братуче, биле заедно на кафе во Планет. И си заминале дома, никому ништо. И Се нормално. Да, најнормално. Прик вечерината се влегол во студиото нешто да работи, да види што да сработи. Му се подслошил, влегол дома и кажал на жена му дека го стегаат градите. Болничката дошла, веќе е само констатирала смрт. Нека му е вечна славата, навистина Вечна слава. Да, голем музичар и ќе живее вечно и со неговите дела, нели, делата никогаш не умираат. Еве сега со вас да започнеме. После неколку години повторно вие доаѓате во Австралија. Колку години поминаат? Има 4 години? 3. Точно 3 години ќе навршат. Точно 3 години ова со Точно 3 години. Короната што не зафате. Да. За жал, претходната турнеја имавме големи очекувања, вистина, но ете се случи тоа со короната, го зафати цел свет, па и нас. Ние се најдовме во една незавидна ситуација, мораше да ја прекинеме нашата турнеја по само 2 концерти направени во Мелбурн,
А да се пофалам, сите концерти беа делумно распродадени. Не треба да се Но- фалиш, тоа е факт, тоа е вистина. Добро да не звучам нескромно. Како информација. Па не е нескромно, информација. видете, јас ќе како водител на програмата или на ова музичко шоу, како што го нареков и на социјалните мрежи, вие сте може не популарни или најпопуларни заедно со Владко, Златко и на Војо. Дамјан. Златко, Дамјан. И Дамјан, да, и Дамјан не ми доаѓа наеднаш. Да, вие петтемината еве и за оваа прилика се облековме така на македонски начин, на еден убав начин со нашето сонце од Кутлеш. Да, кога сме кај сонцето, ајде со тоа да го започнеме нашето шоу. Зошто дел од македонскиот народ, може би 100.000 до 150.000 се страмат од да го облечат ова сонце вака, или мајца да стават, или шал да стават? Имате некакви сознанија, Спасен? Па види, според мене, Ицо, јас мислам дека тоа е недостаток на национална свест. За жал, ние живееме во еден балон затворен, во кој луѓето не можат се уште да разберат дека имаме своја независна македонска држава и дека Тито е починат пред 40 години. За жал, имаме се уште југоносталгични луѓе, Така. кои повеќе ја сакаат петокраката од сонцето. Јас дојдов во една прилика, дури во една вербална расправија со еден пријател, со еден познаник, не ми е пријател, го објавив на 2 август, имав некој статус и го објавив знамето 16 со 16 краци, сонцето од Кутлеш. Така. И човекот ми рече, зошто вика го објавуваш тоа знаме, вика ова не е знаме државно. Објави го државното. Јас викам, го почитувам и државното знаме, бидејќи како тако тоа е официјално не е државно, но викам еве ти како таков треба да го почитуваш и сонцето од Кутлеш, затоа што тоа ни беше прво официјално државно знаме по осмостоувањето на Македонија. Зошто викам не го почитуваш како така? Не мора да навлегуваш во таа етничка стара генеза од Александар Македонски па навака. Викам, почитувај го како прво македонско официјално знаме на македонската независна држава во 92 година. Но за жал, повторно ќе кажам, тоа е штета, недостасува македонска самосвест кај нашите сограѓани, македонски национална идентитетска самосвест. Достоинство, македонско достоинство. Достоинство, патриотизам. Еве, да појдете вие, еве, јас сум бил неколку пати во Америка. Во Америка, кога ќе појдете, нема кујка каде што нема закачено американско знаме. Не постои кујка. Како и во Австралија, да. Секој филм кој што го гледате во Холивуд, кој што е сниман, почнува со Господ да ја благослови Америка. Почнува со американско знаме. А ние се страмиме не само да си го кажеме знамето, па ние во ова сегашно време се страмиме да кажеме дека сме од Македонија. Ја нарекува нашата држава наместо Македонија. Во нашата држава, од нашите граѓани, нема наша држава и наши граѓани. Ние сме македонци, од Македонија зборуваме македонски јазик. Но за жал, политиката е длабоко навлезена помеѓу Политиката, јас не би рекол политиката, предавството е. Па да, предавството. Предавството, јас ќе го квалификувам, да не биде тоа од вас, меѓутоа јас ќе го квалификувам тоа како предавство. Па нека биде и од нас. Мојот став е, јасно сум го искажувал секаде и не се скривам од тоа. Јас, за жал, во денешно време, во Македонија, ако си патриота, ќе те нарекуваат дека си дека си против Европа, дека си ако бидеш за тие, ако имаш став, треба да ги почитуваш тие ЛГБТ заедници и така натаму, тогаш си европеец. А ако си патриота, те квалификуваат како да си националиста. Што е погрешно. Државата се гради со национализам, со патриотизам.
Апсолутно. Видете, еве и за пошироката јавност во Република Македонија, во иселеништвото знаете дека ние со сите делови се идентификуваме со сонцето од Кутлеш. Мислам и вие го имате овој знак, нели? Да. На страната, другата, да. Еве ги тие се нели трите делови на Македонија. Трите делови на Македонија, тоа е нашиот национален символ и нема ние од што да се страмиме. Тоа некако доаѓа како синот или ќерката да се страми од мајката или од таткото, оние што го родиле и што го изгледале. Јас сакам да го запрашам Дарко. Дарко, впрочем, ти имаш песна Сонцето од Кутлеш. Што за тебе представува песната и како дојде до таа идеја, кој ја пишуваше песната? Песната ја напиша тука од кај нас од Македонија, Драган Матески од вашата земја, од вашата. Да, од нашата. Да, од вашата земја. Така, да. И тој ја пишуваше текстопите, но идејата ме дадовме ние. Јас, еве и сега тоа ќе го споделам и повеќе пати до сега сум го кажал. Значи, како најголем не иницијатор, како да кажам, по идеја на господинот Аце Петровски. Бевме во контакт предходната турнеја пред да идеме. Така. И Гоце Пес беше и сакав да спремам песна за туково, и викат Аце, викат Даре, знаеш, викат, еве викат така испадна се и ова, што сум размислил, викат за сонцето од Кутлеш, викам нема песна. Дали можеш тоа? И веќе мене искрено и јас од и сега и тоа проблем да не видат со песниве да не се повторуваме стално секогаш да речеме горе долу слични, но сепак по некој нели одвојува. Баш ми одговараш имене за сонцето нема отпеано никој. Супер му викам идеја, Аце, браво си. Се слушам со Драган, даде некоја идеја и Аце. Јас нешто дадов Драган, веќе му направивме така една слика за како би изгледало и добро испадна. Со тоа што едната строфа тогаш не ја снимивме, сега ја доснимив, еве веќе за неја и снимам деновиве и спот, би требало кај да е неделава да биде и спотот излезен. И искрено сум гор некако и ми е, не знам како почев да се надоврзам на она што преска со Спасен го разборувавте, не знам како секој македонец не е горд на сонцето од Кутлеш. Наискрено го поштуваме, го почитуваме, ние знамето сега што ни е, но не е како од душа. Добро, да, не е национално, не е тоа обединувачко на македонскиот. Чувствата не се. Значи, ајде ние ќе надиме ова, ама нема кога нешто не топли доволно тоа. Да. Така, не. И да го разбереме, да кажам, знаме не е со душа. Значи не дека не сме општо горни на тоа или дека не го сакаме. Кога се работи за сонцето веќе тогаш и таа топлина и тие емоции све и се иде. И докаде отидоа овие, пак јас се оградувам од вас, не сакам да вие да учествувате во моите зборови, овие предавници, злосторници на македонскиот народ и на Македонија, отидоа до тој степен дури и шахтите да ги брусат, сонцето да го вадат од шахтите. Дотаму дури. Да, и тоа го имаш, да. Спасен? Ицо, тоа е, видите, за мене тоа е малоумност. Како, не знам што да кажам, мислам, тоа не вреди да се коментира. Тоа во некоја со модерна држава, европска држава, такви национални предавства би се казниле со многу драконски казни. За жал, кај нас поминуваат така. Тоа е едно лажно додворување на Европа и на Грција и на Бугарија. Значи, видите, ние сме во еден процес каде што се зборува за компромис. За компромис не може да се зборува ако отстапува само едната страна. За компромис се зборува кога ќе отстапите и вие од нешто, ќе отстапам и јас. Од нешто и така ќе дојдеме до компромис да најдеме заеднички јазик. А во овој случај ние отстапуваме од името, ние отстапуваме од сонцето, ние отстапуваме од грбот, ние го менуваме уставот, само ние да им удоволиме
на нашите соседи и на Европа, на европските медиатори, а другите ништо не отстапуваат. И каков е тој компромис? Компромис е да си го смените името, да се откажете од своите, и најболно што е тоа за мене, ние се откажавме од малцинствата во Пиринска и во Егејска Македонија. Според мене тоа е многу болна точка. Како можете вие да се откажете од Македонија, да кажете дека не постои македонски народ во Егејска Македонија, кога ги гледаме ние на 2 август во Овчарани, илјадници се на оро фатени пеат, играат македонски песни. Так. И вие срамно да се откажете од тоа и да кажете дека нема македонско малцинство. Јас не сакам И многу да, повели. И дојдовме до ситуација што рековте вие да се бришат дури шахтите. Мислам, нонсенс, тоа мене ми е срам да го коментирам. Па така е, од душата не може да видите, тоа е името Македонец, или како што рече и Максим Димитриевски во Софија завчера, на 4 февруари, на 51-виот роден ден на Гоце Делчев, од македонец бугарин не бидува. Видовте што се случи со тој добрососедски договор. Ако се сеќавате, ние историчарите укажувавме дури 2017 година дека преамбулата е многу опасна и страшна. Дарко ни се исклуче, да. Да, преамбулата е многу опасна и страшна, меѓутоа не послуша, продолжи со тие европски вредности. Меѓутоа, пак јас за слушателите ќе кажам, европски вредности. Видете, европски вредности не можеш да добиеш ти од синовите и ќерките на фашистичка Германија и на фашистичка Италија, на нацистичка Германија, фашистичка. Мислам, ајде да не навлегувам, да губиме повеќе време околу политиката. Ќе ве запрашам, додека беше ова, односно, го спомнавме Аце Петровски, Нели Петровски од Друштвото Никола Карев, сакам за нашите слушатели да кажам дека вие доаѓате во март, нели? Во февруари, на крајот на февруари? Не, сега на 14 тргаме. А на 14 за неколку дена. За неколку дена доаѓате. Да. Дарче ни се исклуче. Ајде, преклучи се, Дарко. Добро, ќе продолжиме со тебе, Спасен. Ицо, да се навратам само, да не останам должен, сакам да кажам уште нешто. Го спомнавте Максим. Така беше. Да. Тој добро им кажа во еден случај, вика реципроцитет. Ако сакате јас да ве ставам во мојот устав, ќе ме ставите и вие во вашиот устав. И што е тука нелогично? Како може во Бугарија да нема македонци, а во Македонија да има бугари? Едноставно реципроцитет. И завршена приказна. Ама викам ние, нашиот устав не го дозволува, нашиот устав не дозволува малцинства. Па ќе го смените и вие вашиот устав како што ние го менуваме нашиот устав. И кога дозволите македонско малцинство, напишете во графата на попис македонци, па да видиме колку македонци ќе се пријават, ќе се попишат како македонци во Пиринска Македонија, а видовме колку бугари се попишаа. 2-3 максимум имаше на пописот. А дај дозволете вие во Пиринска Македонија. И тие се платеници. Во Пиринска Македонија има скоро 200.000 или 200 или повеќе илјади македонци. Па затоа ти не дозволуваат малцинства. Затоа и нивната болка, тие не ја признаваат нашата античка историја, сакаат средновековната историја, а пак на грците не им треба средновековната, затоа што тие писменоста, образованието. Знаете, од Македонија тргнуваат оние 4-5 столбови. Античката историја, цивилизацијата на македонскиот народ е појака од Римската империја. И затоа доаѓа до ова. Античка Македонија е постара од Римската империја. Потоа апостол Павле доаѓа во Македонија. Потоа Јустинијана прави и правото со римското право, исто така се косат. Ако понатаму одиме со писменоста пак излезе од Македонија, светите Кирил и Методиј од Солун. Солун никогаш не бил под бугарска окупација или пак во некоја бугарска империја или пак во некој состав на Бугарија. После тоа, ако одиме со свети Климент и Наум Охридски,
образованието, а тие велат прв универзитет е во Болоња. Првиот универзитет во Европа е во Охрид, не е во Болоња, не е во... Значи се што излегува од Македонија па оди нагоре. И тоа им смета. Добро, ајде да не, јас не сакам повеќе да зборуваме околу тие политики. Сакам уште збор-два да кажеме за претседателот Ацо Петровски. Вие доаѓате, рековте сега во средината на февруари, пак во Мелбурн по покана на Никола Карев, културно-етничкото друштво, нели? Во Мелбурн сте на 4 март во Джилонг, потоа на 5 март тоа и заедно е, како што зборував и со Аце Петровски, веројатно и вие сте запознати, концерт и за 8 март, нели, денот на жената. Да, тоа е по повод денот на жената. Така, тоа е во Emerald Receptions и на 16 март имате уште еден концерт во Ferraro Receptions. Спрема моите информации, концертите се веќе распродадени или се распродадени. Вие тргнувате не самите двајцата, туку носите со вас и поголема група. Да, заедно со нас доаѓа и Мишел Трајковски, Така? хармоникаше од Скопје. Исто и саксофонист, кларинетист Кристијан Матлиевски и Васко Стојановски исто ќе не придружува. Тие се дел од групата на Спасен Силјановски. Еве, поопширно може да ги представи Спасен. Не сум знаел јас Спасен, објасни како тоа дел од групата. Вие група сте заедно? Да, ние сме група Престиж и Спасен Силјановски, но овој пат нема да дојдеме во комплетниот состав, во целон се состав како претходниот пат. Нормално условите не може да си го дозволат тоа, ние се прилагодуваме спрема условите. Доаѓаме само половично, аранжер Васко Стојановски, саксофонист, еден млад, изузетно талентиран, многу талентиран, еден од најдобрите, според мене. Малце замрзна веројатно интернетот, Спасен. Исто така, Да, се слушаме, да? Да, имаме поздрав од Вања Најденовска од Сандански, од Пиринска Македонија. Ја знаете, она исто така. Да. Благодариме. Фала. И од други... Да, повелете. И еден од најдобрите хармоникаши, не само во Македонија, мислам дека му предстои една успешна кариера, моментално можеби е еден од најдобрите на Балканот со неговите брзи прсти Мишо Трајковски. Јас ги уверувам сите оние кои што се уште немаат купено билети, како што кажавме, концертите се делумно продадени, останати се уште многу малку места, нека побрзаат, бидејќи јас и Даркови со Васко, Христијан и Мишел навистина доаѓаме со една многу полна енергија. Со една огромна енергија и навистина ќе им приредиме нешто невидено. Верувајте, овие концерти ќе бидат нешто специјално и нешто уникатно. Доаѓаме со нови песни, со нови сили, со нова енергија. Расположени сме да направиме растур, како што би рекле. Така. Доаѓате со нови, Дарко, и исто и ти доаѓаш со песни? Да, имам доста нови песни, кои па имам едната песна е од Спасен и од братучен ми Златко Миладиновски. Заедно не правевме нешто околу текстот и јас и се уште немаме нигде промовирано. Можеби за прв пат ќе биде на концертите. Вака да ни ја отпеете една строфа. Па, јас би оставил како изненадување да не биде. Добро. Така, ајде. За сега имаме други песни. Така, ајде ако имаме други песни, да направиме една песничка за нашите слушатели и на нашите кои не следат на Фејсбукот и на YouTube. А ги имаме доста. Може, еве, јас сега бидејќи досега зборувавме за сонцето, можеме да
за тие кои што немаат слушнато, да можност да ја Може слушнат. да не е слушната кај дел од македонците во Македонија, инаку во Австралија нема кој не ја знае. Така. За македонците во Австралија има уште една нова строфа што е доснимив сега. Аха. И таа строфа ќе испееме да ја знат. Сонцето наше надалеку гре е од вечни векови. Сонцето откутлеш со нас ке живе, браќа, сестри, македонци. Дурот искона, народ измачен, секаде по светот раселен. Црна темнина ми го покрила, само јасно сонце ке ја растера. Црна темнина ми го покрила, само јасно сонце ке ја растера. Сонцето наше надалеку гре е од вечни векови. Сонцето откутлеш со нас ке живе, браќа, сестри, македонци. Боже, слушни ја нашта молитва, чувај ни ја Македонија, каде и да сме, нејниче да сме, горди наше знаме ќе развеме. Каде и да сме, нејниче да сме, горди наше знаме ќе развеме. А новата строфа е од дедо прадедо бајрак чувале и на бајрак знак си туриле. Сонце кутлешко, гордост голема, да се знае докаде Македонија. Сонце кутлешко, гордост голема, да се знае докаде е Македонија. Сонцето наше надалеку гре е од вечни векови. Сонцето откутлеш вечно ке живе, браќа, сестри, македонци. И дур не има вакви какви што сме, ќе го чуваме и ќе не грее сонцето. Да, браво, одлично. Спасен, повторно ти замрзнува интернетот. Добро е. Сега да спомнам збор 2 повторно околу овие песни, околу и вашата фамилија, Дарко. Да. Стрикот и Војо пееше, Силјан пееше. За таткот и не се... Билјан, да. Билјан Стојановски. Татко ми не многу добро пее.
тие што го познаваат, веќе тоа добро го знаат, но не кинисал по пеењето. А и татко ти го има гласот на Билјар и на Го има. Булјо? И како Го има најискрено, не би било скромно јас да кажувам и да фалам. Нема врска што е. Нема врска. Многу добро пее, многу добра боја, значи има, значи од двајцата, нели, поготово многу слично како Шевојо, гласот му е не кинисал едноставно, едниот постар, едниот помал. Кинисал прво стрикоми Војо, после кинисал стрикоми Билјан, сепак ние сме фамилија, така скромна фамилија во времето, на село живееле, некој морало и да остане малце и на куќата, и не кинисал едноставно по тој пат, но сега искрено, се гордее со мене и толку е, мислам дека поголем кеп му и од мене. Да, што јас пеам. Ние што сме од село, сите сме од село и Спасен. Јас од Опечари, Спасен од Пополжани, вие од село. Да, јас од Опечари, да. Да. Па и се гордееме со тоа. И знаете што е за нас предност? Не сме граѓани ние. Да. Не сме граѓани на нашата и на вашата земја. Ние сме македонци од Македонија. Да. Патриотизмот е остана најповеќе во руралните средини, по селата. Така, по селата. Спасен, колку време си на сцената? Па на сцена сум од официјално од 2010 година. Прв настапував на Роса Фест со песната на Свадба ме канат, па веќе 13 години, ова веќе 14 година. 14 година. Официјално зборам пред камера. Да. Можам јас да претпоставам дека најпопуларна, најдобра песна ти е, за тебе знам дека сите убави и популарни, ќе ти дојдам вечер. Мислам дека да, во моментот таа е најбарана песна, најслушана песна и задоволство ми е тоа што ја сакаат луѓе од секоја генерација, буквално и деца од 5 години до возрастни луѓе од 60-70 години и во сите региони во Македонија, не само во нашиот специфичен кичевски крај, туку и во Струмичко, Радовишко, Гевгелиско, Делчевско, Кавадаречко, Струшко, Охридско, Леринско, точно така, Пиринско исто така. Да, добивам секој ден клипови каде што групи музичари ја пеат таа песна. Да, да не го изоставиме и другиот факт дека и Сонцето од Кутлеш е мощно популарна кај македонците од егејскиот дел. Зборувам за нас овде во Австралија и таму во егејскиот дел и во Пиринскиот дел на Македонија. Меѓутоа, заостанува Македонија. Чувствувате некој притисок од соседните држави во музиката? Ве стиснуваат ли со други врвни музичари, стари, југословенски, доодени? Знаете како тој е голем проблем тоа во Македонија, но притисокот не треба да го бараме ние во однос на музиката што се однесува кај нашите соседи, туку треба да си го бараме кај нас самите. Кај нас самите национални телевизии не истиснуваат, а не со Така, ќе продолжиме додека се вратиш назад. Да, повели Спас. Тука сме? Да. Во најсилните термини за емитување на програма се емитуваат странски емисии, да ги наречам странски, тие не се македонски. Да. Странски емисии. Никад не е касно, не знам, Пинкови звезди, не знам ваки, а македонски пејачи многу тешко можете да видите и од забавната и од народната фе. Многу тешко можете да видите на македонска национална телевизија, што е за жал голем хендикеп. Затоа викам дека ние проблемот треба да го бараме прво помеѓу нас, па потоа да бараме проблем од соседите. Соседите, како и сите музичари, секој сака да настапува кај соседите. И мене да ме покана до Србија, ќе појдам да настапувам, или во Бугарија, и ќе си го испеам мојот дел, ќе заработам тоа што треба, нели за тоа работиме, и ќе се вратам. Но вината треба да ја бараме кај нас самите. Кој ги повикува тие пејачи? Не може на еден пиво фест во Прилеп
еден доајен како Евто Попиновски да биде платен, карикирам сега, 3.000 евра, а еден Мирослав Илич 30.000 евра. Тој Мирослав ќе ги земе тие пари, ќе ги однесе во Србија, ќе ги потроши, а Евто што ќе, значи тоа е дискриминација на самите себе ни, се дискриминираме. Не зборам за популарноста, секоја чест за сите, и за српските, и за бугарските, и за албанските пејачи. Јас не ги дискриминирам. Тие се многу популарни и многу квалитетни. Но за мене е несватливо во Македонија на една македонска свадба да се пее 80% странска музика, 20% македонска. Тоа го нема никаде во ниту една нација, во ниту една држава. Замислите вие да појдете во Грција и да слушате 80% српска или македонска музика, или во Албанија, па нема шанси. Никаде тоа го нема, само кај нас во Македонија. Затоа реков дека проблемот треба да го бараме прво ние тука кај нас во Македонија. Спасен и Дарко. Дури тука она што го спомнавме на почеток на емисијата, кога реков недостаток на национална свест. Тој недостаток на национална свест се одразува дури во музиката, дури во културата, еве сега дојдовме до тој конкретен пример. Така, да, тоа е точно, се согласувам со вас и јас се борам одамна против тоа, меѓутоа тоа треба. Значи да не бидам повторно сватен, се извинувам, Ицо. Не си ти, јас моето прашање е затоа што Ја почитувам, ја сакам буквално секоја музика. Се слушам јас од музика, буквално се слушам. Но несватливо ми е кога во Македонија кај нас на македонски национален празник, на македонска свадба, се пее се друго осем македонско. Па каков народ сме ние? Каде ни е мозокот? Кај ни е националната свест? Чувството за своје јас. За самоидентификација и определување, да. Е доста назад. Јас вакав предлог имам, Спасен, ти ќе одбери една песма, ова што е, можеби да ја испееш, ќе ти дојдам вечер, или пак за мајка ти, таа мајка се вика, нели? Таа е за твојата мајка, така? Да. И таа е мощна, убава. И после заеднички една да одберите со Дарко и двајцата во дует и ќе го привршиме интервјуто. Нема проблем. И плаче, и пее, може ли заедно, тогаш на мама и било најтешко. И плаче, и пее, може ли заедно, тогаш на мојата мајка и било најтешко. Зошто Боже, вака ме казнуваш? Како ми е мене, Боже, ти не ме прашуваш? Кога бе дете мојта мајка пеше и наместо бајки таја солзи и маки редеше. Секогаш кога ја пеам оваа песна, гласот ми трепери, не знам зошто и не можам да ја испеам како што треба. Ми наидуваат емоции. Многу е убава песна. Јас ја сакам многу и во која прилика, во една прилика ја пуштив таа песна на почетокот на едно интервју. Не се сеќавам сега која е интервју. Мошне луѓето, слушателите на Македонската радиопрограма и оние кои ме следат на Фејсбукот, нормално ви имате повеќе од мене. Песната, да, ја квалификува како мощна, добра, успешна, убава песна. Е жалосна, па и на едно место во Алфа телевизија ли беше, каде што и се расплака, нели? Со солзи ја испеа таа песна. Да. Жалосна и истината песна. Да, кој напиша таа песна, оваа песна, Спас? Мајка ми, како и сите други, таа ги пишува, таа ја напиша. А мајка ти ги пишува твоите песни? Сите.
Не сум знаел, браво. Да. Браво. Таа е автор на текст. Па не си кажал до сега, значи мајка ти е автор на твоите текстови, нови на твоите Да. песни. Да. Па Па сум Дарко, кажал, можеби не сте Не. слушнале, можеби, но сум кажал сигурно. Па не сум заприметил. Во нашите интервјуа сме имале многу интервјуа, не сум заприметил или не сум Можеби не сме дошле на таа тема да разговараме. Не сме дошле до оваа тема. Ти кога бевте со Сузана Спасовска и тогаш и други пати кога сме правеле интервјуа. За сега таа ми ги пишува песните, за сега се фалам на Бога успешни и оној тимот што победува не се менува, нели? Така. Сакам да ве прашам и двајцата, вака кога настапувате, ве гледам често пати заедно настапувате и со Владко, и со Златко, и со Дарко, и ти. Имате некое добро пријателство, роднинство или пак бидејќи сте од Кичево? Ова за Спасен или за мене? За двајцата, за двајцата, да, кој Нели, како по широката јавност сите знаат со Дамјан, со Владко и со Златко, ние сме братушеди први. први, да. Со Дамјан сме од два брата деца, а со Златко и Владко од брат и сестра, со тоа што мајка им нивна и татко ми се близнаци. Татка ми, мајка на Златко и на Владко и татко ми се брат и сестра близнаци. А со Спасен сме па веќе и до сегде докај што одиме сите и така ете и Спасен ќе каже и седене мислат и за ним, братуче ти ова е Спасен, Силја, не мешат, а сме пријатели. А мајка ми потекнувате од Пополжани, од истото село каде што е Спасен. Да. И сме многу блиски пријатели, сме другари уште пред да, како да кажеме, уште пред да почнеме пред да пееме, да. Кога ќе дојдам во Пополжани, ќе одиме во кооперацијата, в продавница. И ќе ве носам кај казанот мој да свадиме ракија. Не, ако има и сварење само. В село ние в кооперација, продавница, нели се Да, кооперација, месни нарезак, вегета и пиво на гајба седна. Така, да, така. Добро, ајде да одиме понатаму и да привршуваме уште со две песнички. Песни. Дарко, уште сакав да кажеш за твоите песни, кој ги пишува? Па, текстовите се различни. Имам текстови на Борче Нечовски, на Отвори портие, и Златко, братучен ми, како што е тој, на повеќето музика, аранжман е Златко. Музиката и аранжманот е Златко. На Отвори порти невесто е и во текстот негов и од Стрико ми Војо. Имам од Драган Матески што го спомнав, Зорица тука од Кајна Спировска од Кичево. Имам, значи, околу текстовите Бранко Николовски исто од Скопје, текстописец, а музиката на повеќето е па можеби и на сите, да не речем, на првите неколку песни што ги имам на Гоце Фесто пеани, имам песни од Дамир и Мери и Илчо Јованов, нешто музика и аранжман, после тоа све се на Златко. Музиката и аранжманот. Сега еве новата музиката е на Спасен и текстот нешто има ја, нешто Спасен го до посреди тој заедно со неговата мајка. Така, вие сте столбови, се извинувам што те прекинувам. Вие сте столбовите на македонската песна во западниот дел на Македонија, четворицата, петмината всушност. Така е и искрено се гордееме со тој, мораме да го продолжиме, зашто до кај да појдеме, значи таква слика имат за нас. Покојниот Стрико Војо Стојановски, па и Стрико ми Билјан Стојановски, се исто тие ја негуваат таа песна и препознатливи по патриотските песни. И до сега мислам дека добро и ние ја одржуваме на некој начин и ќе продолжиме да ја пласираме таму. Одлични сте, петте души вие, Спасен, ти, Дарче, Дамјан и Владко,
четворица, ајде Златко е армоникаш. Да, да. Вие четворицата сте навистина можеби следната турнеја ќе треба четворица да дојдете. И Златко како гостин на групата Престиж. Може. Тоа ќе биде навистина една историска турнеја што ќе направите овде во Австралија. Тоа е само мој предлог. Ако ме слуша Аце Петровски од Никола Карев, председателот. Да не заборавиме да го поздравиме Аце. Не го заборавивме, јас кажав, да, можете поздравете го, да, тој не следи. Еве, јас само сакам да го поздравам Аце, многу голем поздрав, не само Аце и сите членови во Никола Карев. Јас веќе 6 или 7 турнеја, не знам и оваа кај што доаѓам со Никола Карев. Нашата соработка е секогаш успешна. Нормално двете страни сме задоволни, јас од нив и тие од мене. Се надевам дека така ќе продолжиме со таа успешна соработка. Дарче, можеш и ти да ги поздравиш? Тој од мене поздрав до сите, до Аце, до цела управа, до сите вас таму што не поддржувате. Што не поддржувате и што ни давате сила и енергија да можеме и да функционираме. И сега само да не заборавам, баш пред да се приклучиме, ми звонеше Владко и му накратко му викам, извини му вика, че се пречуваме, се уклучувам на Zoom, саре, супер да го поздравиш, вика ти Чкоицо, и поздрав до сите слушатели на Facebook не гледат тој од Владко. Така, ние тука деца како вас ќе ги носиме на раце, на грбот, ќе ги носиме. Само вие одете до крај со нашиот македонски дел и она што ни е нашето во душата. Ајде да оставиме нешто и кога ќе дојдите, нели сега еве брзо ќе дојдите и тука да позборуваме и ќе отпееме, ќе отсвириме сега. Уште една песна заедничка или две заеднички песни можете да направите? Може. Не знам како ќе не знам како ќе се синхронизираме на Zoom, бидејќи може ќе касне звукот или јас или ти некој. Истовремено ако зборувате, ако пеете, не е проблем. Каде и да одиш, ајде Спасен. Каде и да шеташ, не се срами, не се и Македонец да си. Каде и да одиш, каде и да шеташ, не се срами, не се плаши, Македонец да си. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија цела да е, секој да ја знае. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија цела да е, секој да ја знае. Ние не сме грци, бугари ни срби, че да сме на Александар гордост македонска. Ние не сме грци, бугари ни срби, че да сме на Александар гордост македонска. Ајде Спасе. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија цела да е, секој да ја знае. Една мисла имаме, еден живот живееме. Ајде Дарче. Македонија цела да е, секој да ја знае.
Ако некој рече Македонија е мала. Не, Даре, ако некој, Ајде. ако некој рече, за да биде цела, сега, ако ако некој некој рече, Македонија нема море, има море, за Солунско поле. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија цела да е, секој да ја знае. Да. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија цела да е, секој да ја знае. Ајде за многу години. Ајде уште една. Знаете што, треба да му се заблагодариме на Горан Саздов и на Роберт Стојчевски, на и Пеце, таму како се викаат тие децата, уште некои, за маиците што ни ги поклонија. Да, ви сме голема благодарност. За маиците што ни ги поклонија од Светскиот македонски конгрес. Да. Ке им се одолжиме со по некоја песна која ќе дојдеме. Да, ќе бидат сигурно присутни, тие ќе имаат маса. Беја и за Владко, и за Златко, и за Дамјан. Сигурно ќе дојдат и овде. Знаете што, ајде по една строфа, не знам сега дали може Дарко да се смеша со оваа песна, или уште една патриотска направете, или пак ќе ти дојдам вечер, како сакате. И ќе ја завршиме програмата. Ке ти дојдам вечер, јас во зла доба, ке ти легнам тивко јасна перница, ке ти дојдам вечер, пенџер отвори, љубов што ти носам, ке не изгори. Остатокот таму ке го допееме. Добро, Дарча, и ти една строфа од некоја песна, и оти, како што рече Спасен, се мешаат гласовите. Се мешаат, да, временски не можеме да се синхронизираме. Да. Крај мене поминува, скришу ме погледнува. За неја се зборува, Јана е најубава. Добро, деца, млади, јунаци македонски, ви благодарам многу што го направивме ова музичко шоу за македонската радиопрограма 3 пати Z, Triple Z од Мелбурн, и ве очекувам доаѓате овде, веројатно на 3 март ќе бидете во Мелбурн. Пред тоа одите во Перт, нели? Прво во Сиднеј. Не, во Волнук и Сиднеј. Да, Волнук и Сиднеј, не го знаев распоредот. Потоа доаѓате во Мелбурн, на кој датум доаѓате во Мелбурн? Мелбурн, нели, на 4 ни е првиот концерт во Джелон. Да, најверојатно, сигурно, можеби ден-два пред тоа, не знаеме како е агендата точно. Да, да видам јас како 4 е во сабота, вие ќе мора да дојдете на 2 за да направиме интервју. На 2 март. Со задоволство ќе дојдеме. Да, ќе мора да дојдете на 2 март за да одиме уште еднаш од студиото за македонската радиопрограма, односно за македонска заедница овде во Мелбурн, па и пошироко. Дарко, благодарам многу. Спасен, благодарам многу. И навистина се гордееме со вас. Ова кога кажувам се гордееме со вас, го кажувам од македонската заедница, оние што размислуваат како мене, а како мене размислуваат 99%, затоа што јас ги знам, затоа што јас се раководам како водител на македонската радиопрограма од мислењето и ставовите на македонската заедница. Од она тие што сакаат, тоа и
ние го правиме преку брановите на Македонската радио програма. Искрено верувам и на Спасен, баш ни е мило што е така и ни давате уште поголема волја. И ние ви благодариме за поддршката многу. Ево уште наш поздрав до сите гледачи, слушатели. Сите кои се во можност ги очекуваме да дојдат заедно, да се дружиме, да играме, да пееме и за скоро се гледаме. Така, сасвим. Секогаш сме биле срдечно пречекани таму кај нашите. Верувам дека и овој пат ќе биде така. Верувам дека ќе ве има на нашите концерти во најголем број, дека ќе ги срушиме рекордите на посетеност и верувам дека ќе се поминеме прекрасно со македонски песни, како новокомпонирани, така и народни, изведени од грлата на Дарко Стојановски и Спасен Стојановски, придржувани од Мишел, Христијан и Васко Стојановски. Така, јас уште еднаш ве поздравувам вас и сите македонци кои ја слушаат и ќе ја слушаат и гледаат на YouTube ова програма. Само не ги поздравувам оние вашите од вашата држава. Да. Од нашата не. Само од Македонија. Само од Македонија, а од вашата држава не праќам поздрави за нив. Добро, ви благодарам Поздрав. уште еднаш и се најдобро. Поздрав. Пријатно. Поздрав се најдобро.